Мораме да го чуваме македонскиот јазик, кој не е само важен елемент на историјата на самостојна, суверена и независна Македонија, туку е и темел и потпора на македонскиот идентитет. Нашиот јазик низ целата историја бил на удар, а ситуацијата е иста и сега, 80 години по неговата кодификација. Претседателката на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, порача дека тој е многу постар од 8 децении, а претходно бил целосно забрануван од одредени структури. Од Свечената академија во Ману изрази жалење што во моментов македонски повеќе се говори во диаспората, отколку во државата. Македонскиот јазик бил систематски потиснуван и негиран од соседните пропаганди. Неговите средновековни ракописи биле разграбувани или уништувани. Неговите говорители биле насилно асимилирани или прогонувани, а самиот јазик бил третиран како дијалект те на еден, те на друг, нам туѓ јазик. И мора да направиме се за да го заштитиме. Дека македонскиот јазик бил загрозен и сега и низ целата историја смета и претседателот на Ману, академик Живко Попов. Според него посебно сега е на удар поради договорите со Бугарија и Грција. Вели борбата за него не е завршена бидејќи е загрозен и внатре во самата држава. Неговата официјална употреба од страна на деловите на македонскиот народ во соседните земји е оневозможена со превземените обврски со договорите од Преспа со Грција и оној за добрососедство со Бугарија. Во исто време, македонскиот јазик е загрозен и внатре во самата држава, каде не е подеднакво почитуван на целата нејзина територија. Директорката на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Симона Груевска-Маџовска, повика да се направи национална стратегија со цел зачувување и унапредување на јазикот. Бидејќи некои важни нешта денес како да се подзаборавени, а македонскиот јазик е соочен со нови предизвици, апелирам што поскоро да се донесе национална стратегија за македонскиот јазик, со што тој ќе продолжи да се надградува, ќе го зачува својот статус на државен јазик во Република Македонија, ќе ги следи новите барања на неговите говорители и повеќе ќе се афирмира во странство. Министерката за образование Весна Јаневска вели дека законот го штити македонскиот јазик, но и дека секој лично треба да допринесе за негово напредување. Според неа, добар образовен систем треба да овозможи препознавање на уникатноста на мајчиниот јазик. За македонецот македонскиот јазик се првите звуци и вибрации кои ги прима тој, македонецот, уште во утробата на мајката. Јазикот го чувствуваме во срцето и телото, целиот свој живот и не верувам дека постои некој што би се откажал од неговото зборување и пишување. Со решение на Народната влада на Федерална Македонија на 5 мај 1945 година е усвоена азбуката на македонскиот јазик врз принципот еден глас, една буква, а на 7 јуни 1945 е усвоен правописот на македонскиот јазик. 80 години подоцна, нацијата е исправена пред предизвикот дека може да го загуби идентитетот, исполнувајќи го едно од барањата од Бугарија, со цел да има надеж да станеме дел од европското семејство.